Биг Рапидс, мал град со речиси 8.000 жители во Мичиген. Голем дел од неговиот јавен живот се одвива овде, на бензинска станица. Кинеската компанија, наречена Gotion, длабоко го подели овој дел од државата. Има проблеми во нашата заедница сега. Компанијата планира да инвестира 2,4 милиарди долари за изградба на фабрика во областа за производство на компоненти за батерии за електрични возила, нешто што предизвика мешани реакции кај жителите. За целокупната економија тоа ќе биде поттик. Жителот Доналд Хелдер сака Gotion да биде овде. Бидејќи испраќаме толку многу американски долари во Кина, треба да најдеме начин да вратиме дел од тоа преку инвестиции во нашата американска економија. Но други се загрижени за врските на Gotion со Кина. Јас сум 100% против Gotion. Мислам дека има сериозни еколошки грижи. Но за мене, тие веројатно се засенети од безбедносните грижи. Директорот на FBI Кристофер Евреј предупреди за матната врска меѓу кинеската влада и незиниот приватен сектор и потенцијалот дека Пекинг би можел да ја искористи ранливоста на САД и да ја подкопа нивната национална безбедност. Gotion не одговори на барањето на гласот на Америка за коментар. Gotion е основана во Кина, незината подружница во САД е со седиште во Калифорнија. Членовите на одборот потекнуваат од Кина, САД и Германија. Подпредседателот на производство во Северна Америка, Чак Телен, рече дека неговата компанија се третира поинаку од другите. Нешто поттикна некој да одлучи дека Gotion е жртвено јагне кога имаме многу слични деловни практики со многу компании кои се веќе тука. Кинеските инвестиции во САД се тема на разговор на овогодинешните председателски избори. Републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп и неговиот подпредседателски кандидат Джей Ди Венс ги обвинуваат демократите дека ги користеле парите на даночните обврзници за да ја платат на Кина да отвори продавница во САД. Кина ја купува нашата технологија. Тие обезбедуваат залихи на храна. Тие го откупуваат нашето обработливо земјиште. Според Нью Йорк Таймс, Gotion добил 800 милиони долари субвенции од стратешкиот фонд на Мичиген и може да се квалификува за даночни кредити според законот за намалување на инфлацијата. Гувернерката на Мичиген, Гречен Витмер и другите демократи тврдат дека стимулациите за компаниите како Gotion помагаат да се задржи бизнисот во државата наместо во странство. Во мај, Витмер рече: Не можеме да дозволиме кинески компании да бидат единствените кои имаат иновации околу електричните возила, бидејќи тогаш тие ќе го земат нашиот ќар, како што гледаме дека се случува во Европа. Демократската председателска кандидатка Камала Харис исто така зборуваше за американско-кинеската конкуренција во незиното главно обраќање на Демократската национална конвенција. Ќе се погрижам да го водиме светот во иднина на вселена и вештачка интелигенција и дека Америка, а не Кина, ќе победи на надпреварот во 21. век. Некои жители овде велат дека надпреворот помеѓу САД и Кина потикнува дебата. Целиот отпор што доаѓа од националниот проблем направи се да е антикинеско. И проблемот со Gotion го стави Биг Рапидс на мапата на кампањата, а Венс беше овде во август.